Поради неплатен долг, од четвртокот Кочанското комунално предпријатие е без струја, освен во управната зграда, но појувањето е прекинато и во уште неколку работни единици. Станува збор за долг околу 50 милиони денари, направен во изминатите 3 месеци. Градоначалникот уште еднаш упати апел до економскиот оператор да покаже разбирање за ситуацијата. Работи за огромни средства, за кои буџетот на јавното комунално предпријатие не дозволува финансирање и отплаќање на краток рок, заради тоа што на месечно ниво водовод Кочани фактурира околу 12 милиони денари, а само сметката за електрична енергија во месец август беше 18 милиони денари. Каде се останатите трошци за редовно оперативно работење, каде се платите за вработените? За сега е неизвестно до кога делови од водовод ќе бидат без струја. Пари за плаќање на трите сметки нема и во општинскиот буџет, објаснува Папазов. Според него, потребно е системско решение, бидејќи вака предпријатијата запаѓаат се во поголеми долгови. Општинскиот буџет исто така е недоволен за да се финансират вакви долгови, акумулирани во толку краток период. Значи, 50 милиони денари е 800.000 евра. Општинскиот буџет изнесува 3,5 милиони евра. Треба 30% од буџетот само за сервисирање на долгот. И уште една работа е тука многу важна. Не само да се сервисира долгот, треба и натаму да се создадат услови да не се акумулират уште повисоки долгови. Единствен спас за јавните предпријатија кои поради високите сметки за струја тонат во долгови и да се вратат на регулираниот пазар. Тоа не значи дека ќе се намалат сметките, туку ќе може да ги планираат пред време. Според последните калкулации, од месец јуни до сега, цената на струја е зголемена за 8 пати.